Добро дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Васко Наумовски, универзитетски професор, поранешен амбасадор во САД, поранешен вице-премиер за евроинтеграции. Добре дојде. Добро дојде, благодарам за поканата. Поздрав до гледачите. Васко, една работа која што остана како дилема заради различните толкувања овие два дена, она што се случи во Европскиот парламент. Што се случи во Европскиот парламент? Дел дури од македонската опозиција го толкуваше како пораз, најголема шлаканица. Во Бугарија пак се побара дури оставка од владата од страна на опозицијата заради тоа што се случило таму, различни одгласи. Што реално се случи во Европскиот парламент? Да, Европскиот парламент, како и некои други институции на Европската унија, повремено, редовно би требало да еднаш годишно, меѓутоа таа пракса не секогаш се следи, повремено подготвува извештаи за напредокот на секоја држава кандидат, во конкретниот случај за Македонија. После повеќе од 2 години, ова е еден извештај кој што беше подготвен од австрискиот европратеник Вајц. Прв од негова страна. Прв од негова страна, точно, да. Извештај за кој што се постигна едно, би рекол, широко мнозинство внатре во Комитетот за надворешна политика од сите политички групации. Резултатот беше, мисля, 30 европратеници за, 19 против и 10 воздржани. Ова е една фаза од конечното усвојање на овој документ, но е особено значаен затоа што во Комитетот за надворешна политика многу подетално се разгледуваат сите документи, сите извештаи и европратениците кои што се дел од овој комитет се поупатени во сите проблематики кои што се тема на овие извештаи. Така и овој пат европратениците ја усвојаа на предлог резолуција, односно извештај за напредокот на Македонија, каде што се содржани некои елементи, како што е потврдата и поздравувањето на ставот на Европската унија за потврдата на македонскиот идентитет и јазик, нешто што нам ни е особено значено и оттаму сметам дека ова е еден добар извештај, добра одлука на Комитетот за надворешна политика на Европскиот парламент. Секако ова е една фаза, предстои уште една битка, кога тој документ треба да се усвои на пленарната седница на Европскиот парламент, каде што ќе гласат сите членови на Европскиот парламент. Меѓутоа, она што го имаме досега како аргументи представено пред комитетот, верувам дека ќе се представи и пред пленарната седница, односно пред сите останати европратеници. Но сепак дефинитивно не би можел да го наречеш пораз и шлаканица, така? Напротив, не сметам дека ова е некаква шлаканица, туку е една добра работа за нас, затоа што ние успеавме, иако не сме дел од Европската унија, немаме европратеници, за разлика од Бугарија, која што е долги години таму, има своји европратеници и своји односи со останатите делегации на државите членки, успеавме да ги представиме нашите аргументи, пред се затоа што тие аргументи се аргументи засновани на реалноста. Иако е апсурдно ние во длабоко од 21. век да разговараме за постоењето или непостоењето на различни идентитети или јазици, сепак, имајќи ги соседите, такви какви што ги имаме, сме принудени да ги представуваме и аргументите кои што за сите други држави во Европа, за членките на Европската унија и кандидатите, се нешто што не се оспорува. Оттаму сметам дека ова е еден успех на нашата дипломатија. Останува да видиме како ќе се одвива понатаму. Борбата продолжува. Ние можеби ќе успееме, можеби нема да успееме, но значено е тоа што до овој момент, на ова ниво, извојувавме една битка, која што е, да не забораваме, неравноправна битка. Ние не сме членка на Европската унија, како што кажав, и она што го имаме како инструменти за влијание внатре во институциите се далеку поограничени од инструментите и можностите што ги има соседна Бугарија. Бугарија преку десетици, 20 да не речам медиуми, ја обвини и власта и опозицијата за она што се случи, заради неажурноста, за тоа што дозволија во наводници вакво нешто да се случи, иако, како што кажа и самиот, во 21. век да се обидуваат да протурат такви современи, модерни јазици и сите оние, да не речам глупошти, се навистина надвор од умот, но еве, се обидува, него направија тоа, добија шлаканици од медиумите, како што кажав и опозицијата дури побара власта да си даде оставка, иако едвај ја склопија и онаа влада што ја имаат на стаклени нозе, колку избори имаат последните 2-3 години, но една работа е неминовна дека ова не е пораз само за Бугарија. И Грција беше директно вклучена во целата приказка, дури имаше јавно лиферувана информација дека Мицотакис на Билдерберг групата јавно лобирал
кај своите партнери од таа влијателна група, некои ги нарекуваат светски масони или како и да е, докаде оди работата, но значи и Грција и Бугарија со сплотени сили, Небадиева ја нарекуваат онаа оската Софија Атина беше вклучена, не успеа да го направат тоа, претпоставувам, затоа што дури европските пратеници кога виделе за што се работи, тие се фаќале за глава. Јас се сеќавам на кога беше претходно, кога имаше нели во Европарламентот дискусија на таа тема, председателот на кој што ја водеше седницата на парламентот дури се фаќаше за глава кога гледаше колкумина бугарски пратеници си имаа пријавено и правеше, превртуваше со очите и гледаше натаму, бидејќи тоа не е нешто што треба да се случува во Европскиот парламент, особено се отвараат такви прашања. Но еве и Грција реално претрпе пораз. Да, како што кажавте, вие европратениците, кај добар дел од нив сепак се тие директно избрани од граѓаните на државите членки, имаат свој и личен кредибилитет и ги представуваат интересите на нивните граѓани. Тука беше секако и председавачот со Комитетот за надворешна политика, европратеникот Мекалистер, кој што и неколку пати бил овде во Македонија и знае многу детали од она што е проблем со соседна Бугарија и оттаму тој податок ни дава еден мал оптимизам дека можеби во текот на тамошните битки кои што ќе имаме во Европскиот парламент ќе имаме и многу сојузници. Противниците на македонската евроинтеграција сега би рекол дека се изведени на една чистина, затоа што ние досега бевме убедувани и од некои наши поранешни владеачки структури, но и од некои надворешни фактори дека промената на уставот и внесувањето на бугарската заедница во македонскиот устав е единственото нешто што треба да се направи за Македонија да ги започне и да ги продолжи преговорите, затоа што после тоа нема да имаме никаква пречка. Сега доаѓаме до еден момент кога гледаме дека соседна Бугарија во суштина, противејќи се на оваа формулација дека постои македонски јазик и идентитет, односно обидувајќи се да го сведе на некаква модерна варијанта, односно сакајќи да покаже дека современиот македонски јазик е нешто што е релативно ново, современо и не постоело во минатото, во суштина ги открива своите аргументи дека дури и евентуално Македонија да ги внесе бугарите во македонскиот устав, тие повторно ќе имаат некакви нови барања, што значи дека она мотивација, она ентузијазам кој што би требало да постои кај нас за влез во Европската унија е судрен со реалноста дека Бугарија, а можеби и некои други држави членки на Европската унија, едноставно ќе поставуваат нови барања со што ќе се обидат да ја блокираат нашата евроинтеграција. Сепак, како што кажа, ти преоптимистички е да се очекува дека во натамошната процедура се ќе оди така мазно и лесно како што, како што кажа и ти повторно, добивме една битка, но за да се оствари целосно ќе треба да помине уште бариери. Преоптимистички е да се мисли дека тек така ќе помине работава. Не е ништо готово така. Ние треба да бидеме реални во оваа ситуација, затоа што ние кога се обидуваме да ги представиме нашите аргументи, тоа се одвива најчесто преку пријателски европратеници, пријателски политички партии на владачката партија кај нас, и тоа се неформални канали. Впрочем, за тие процеси, меѓу другото, беше обвинет и известителот Вајц од страна на бугарските европратеници дека се среќавал со представници на македонската влада, пратеници и така натаму, што доведе до една ситуација тој да биде обвинет дека ги прекршил и правилата за лобирање на Европскиот парламент и така натаму, што сега го не соодветствува на реалноста. Меѓутоа, гледаме докаде се подготвени да одат сите оние што сакаат да нанесат штета на процесот на македонската евроинтеграција. Така што во наредните 2 недели ние ќе се соочиме со жестоки барања. Видовме веќе и бугарскиот председател се активираше, целата таа машинерија на една држава членка. Бугарија е држава членка на Европската унија, има своји механизми внатре во институциите на Европската унија, присутни се 18 години во Европската унија, своји пратеници во Европскиот парламент, своје влијание во најголемите политички групации во Европскиот парламент, и во Европската народна партија, како и во социјалистите и демократите, тоа е она левичарска групација, така што верувам дека ние ќе продолжиме да се бориме, но битката нема да биде едноставна.
Што би рекле, од страна гледајќи што се случува во Бугарија, настрана опозицијските реакции, реакциите на медиумите, го имаме Желјасков кој што одби средба со Силјановска во Хаг, па затоа се сретнале, тој самиот отишол да се поздрават, не баре нели кој знае што направил, се пофали. Радев пушта писма до сите европски држави, односно оние кои што нели ќе гласаат следно. Дали ова е знак што би рекле оние нашите северни соседи да неко мало неурозан покажуваат голема доза на нервоза и нелагодност од она што се случи вчера? Па, на нивото на комитетот ние имавме една ситуација кога една држава која што е кандидат и воопшто не е присутна во комитетот, ниту пак во Европскиот парламент, успеа да ги одбие тие, условно речени, напади од пратениците на една држава членка, веќе долгогодишна држава членка, која што има своји директни представници таму и членови на самиот комитет. Македонија нема своји членови во комитетот за надворешна политика, бидејќи не е држава членка. И оттаму сметам дека на тоа се должи и сите оние реакции на внатрешната бугарска политичка сцена, имаше определени оправдувања дека ова е можеби само еден чекор на следната фаза Бугарија ќе го направи тоа што треба да се направи, меѓутоа сета оваа процедура за нив не течеше толку гладко, односно ние покажавме дека можеме да делуваме таму иако се уште не сме дел од Европската унија. Може да се констатира и дека многу полесно им одеше на бугарите кога известител за Европарламентот беше нивниот европратеник Кјучук, што беше исто така малку небулоза во целата приказка, земјата со која што имаме недоразбирање и која што не условува, имаме вето од неа од 2019-та чинам по француското кое што беше прво, да имате известител од токму таа земја што верувам и не беше така случајно, но полесно им оде да работите пред Вајц. Да, тоа не е прв случај, вие сте долго во оваа сфера, ќе се сетите, во минатото ние имавме постоеше еден договор известителите за Македонија да не се од државата со која што тогаш имавме проблем Грција, па имаше еден германски европратеник кој што беше известител за Македонија, неговото име беше Шацимаркакис и тој беше навистина представник на една германска политичка партија, меѓутоа со грчко потекло. Ставови, токму така, да, и ова случајот со претходниот известител, иако тој не припаѓаше на ниту една од двете поголеми политички групации и припаѓаше на турското малцинство и турската партија во Бугарија, сепак тој би било многу тешко да веруваме дека европратеник од една држава членка на Европската унија ќе биде целосно неутрален во неговото делување кога се работи за прашање каде што директно е вклучена и неговата држава. За зачудување на многумина во Македонија, бидејќи не сме навикнати да извојуваме какви да е победи во последно време, особено на полето на дипломатијата, да не зборуваме. Таму бевме, сочуве Боже, што би рекле, резил еден се случуваше постојано, за жал наша, но многумина не очекуваа да се случи она што се случи, но сепак Европарламентот, барем овој комитет нели за надворешни работи, помина на испитот, што би рекле. Дали е премногу да се рече дека ова е буквално кажано Европскиот парламент е преку случајот со Македонија и ова што го прави или се обидува да го направи Бугарија е буквално кажано на еден испит на човековите права и демократијата, бидејќи многумина јавно, декларативно барем се залагаат, еве сега да покажат, имајќи предвид сите аргументи на едната и на другата страна, дека ова што се случува е тотално, апсолутно нечовечки, неправедно и вон сите норми и закони за човекови права и... Да, ние како држава и како општество сме навикнати на многу пораки, на поддршка и охрабрување од високи представници и на Европската унија и на незините држави членки, особено кога се работело за решавање на некои внатрешни состојби или кризи и најчесто, речиси секогаш кога се работи за потребата Македонија да направи некакви отстапки, дали во односите со некои од државите членки, дали во некои внатрешни констелации. Оние што се занимаваат со овие процеси долго време ќе се сетат дека например ние уште во почетокот на овој век, пред повеќе од 20-25 години бевме соочени со повеќе охрабрувања. Најпрво беше за кризата во 2001 година, територијалната подела во 2004 година
Имаше еден момент на така наречен политички диалог период 2006-2008 година и некои други внатрешно политички прашања и сега кулминацијата беше во билатералниот спор што имавме со соседна Грција и секогаш ние имавме охрабрување од страна на претседниците на Европската унија дека уште ова треба да се направи и вратите на Европската унија ќе бидат широко отворени. Сега имајќи ги преди сите тие искуства, ние не би можеле да бидеме многу големи оптимисти дека се она што ќе дојде како охрабрување и поддршка за некакви натамошни отстапки ќе вроди со плод понатаму. Веќе ги имаме заборавено сите тие политичари што ни ги патувале тие пораки, а ние овде останавме да живееме со нашата заглавена евроинтеграција. Така што Европскиот парламент, за волја на вистината, е институција која што во континуитет го поддржувала проширувањето и дури и во оние најтешки моменти кога нашата евроинтеграција била блокирана, ние сме имале документи, резолуции и извештаи кои што за нас, да. Биле позитивни и ја поддржувале нашиот пат кон полноправното членство. Сега, во конкретниот случај, копијата ќе се кршат околу тие формулации современ или македонски јазик и идентитет, без таа одредница современ. Затоа што Европскиот парламент е една од така наречените супранационални, наднационални институции на Европската унија, каде што се штитат заедничките европски интереси, а не националните интереси на незините држави членки. Во конкретниот случај ние имаме една држава членка на Европската унија, Бугарија, која што се бори да заштити некакви своји национални, тесно национални интереси. Меѓутоа, самата идеја, и историски и теоретски, самата идеја за создавање на Европската унија во суштина е една идеја за почитување и вреднување на различните идентитети, култури и јазици внатре во Европската унија, која што е една заедница формирана врз основа на тоа единство на различностите. Затоа што при создавањето на Европската унија, ако основачите на Европската унија, Конрад Аденауер, Роберт Шуман, Де Гаспери и останатите, во тој период се грижеле само за националните интереси, ние не би дошле до овој успех на самата Европска унија. Идејата е да се заштитат тие идентитети и национални обележја и заеднички така заштитени да продолжиме кон создавање на нешто побогато. Сега во 2025 година ние веќе на четвртината од 21 век, на крајот на првата четвртина, се уште се бориме да докажеме дека постои македонски јазик и идентитет, да не заборавиме дека уште во 20 век има и формални документи со кои што се признава постоењето на македонскиот јазик, за постоењето на македонскиот идентитет. Навистина не знам со што уште ние треба да докажуваме и кому треба да докажуваме дека постои посебна македонска етничка припадност и македонски идентитет. Така што Европскиот парламент, како што кажавте, е пред еден тест да докаже дали како институција на Европската унија ќе ги штити оние европски вредности, европски цивилизацијски вредности, би рекол, или пак ќе попушти, ќе подклекне под барањата на една држава членка на Европската унија, која што се обидува да заштити тесно национални интереси и национални интереси кои што во суштина се апсурдни. Ние можеме да зборуваме за заштита на националните интереси, и тоа било случај во минатото, затоа што самото користење на ветото и правото да се користи ветото постои за да се заштитат определени национални интереси на некоја држава членка. Сега, во конкретниот случај, јас навистина не знам кој национален интерес на Бугарија е загрозен со тоа што ќе постои, односно ќе се признае реалноста на постоењето на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Дали постоењето на македонскиот идентитет и јазик го загрозува бугарскиот идентитет и јазик или пак загрозува нешто од современата бугарска држава? Јасно е дека не, и јасно е дека ова користење или злоупотреба на правото на вето се должи на, јас би рекол, на интереси кои што одат повеќе и подалеку од националните интереси, да не употребиме некој прегруп збор сега во описот, меѓутоа она што Бугарија го прави не е никаква заштита на незините национални интереси, туку е загрозување на заедничките интереси на Европската унија и тоа повеќе слојно загрозување, би рекол, загрозување и на интересите на Европската унија, која што сакајќи да ја зајакне својата глобална улога, особено во денешниот политичко-безбедносен контекст, навистина би требало да се посвети кон внатрешно зацрстување и кон проширување, со цел Европската унија да има еден
посилен, подцврст глас на глобалната сцена и истовремено оние безбедносни кризи кои што го окружуваат Балканот и Европа денес навистина не дозволуваат дополнителни ситуации кои што можат да ескалираат во натамошни кризи. Значи, недостатокот на перспектива за полноправно членство на државите од Западниот Балкан во суштина ги загрозува европските интереси, незините безбедносни, политички, па дури и економски интереси. Ако сакате да одиме и чекор понатаму, јас сметам дека ова статус кво и недостатокот на перспектива за членството на Македонија во Европската Унија е во спротивности со бугарските интереси. Затоа што кога јас би бил, например, советник на некој бугарски политичар, би ги советувал дека членството на Македонија во Европската Унија не само што не е на штета на Бугарија, туку е и во корист на Бугарија. Затоа што бугарските граѓани, бугарската економија би сакале да имаат на својата западна страна уште една членка на Европската Унија, а не држава кандидат која што не се знае кога ќе стане членка на Европската Унија. Во корист е и на бугарската економија, и на бугарските безбедносни и политички интереси, целиот регион на Балканот конечно да се стабилизира и со тоа сметам дека и самата Бугарија ќе има многу поголемо влијание во регионот на Балканот и ќе биде на некој начин една од највлијателните држави од Балканот кои што се членки на Европската Унија. Значи, наместо спречување во еден идеален свет, Бугарија би требало да биде државата која што најмногу ќе ја поддржува Македонија на нејзиниот пат кон полноправното членство. Предосеќајќи што ќе се случи во Европарламентот, Бугарија уште пред да бидне гласањето, односно усвојувањето или не, односно одбивањето на нивниот амандман за модерен современ јазик, пушти една така бубачка, да речем, по медиумите и ја прифатија сите орно европратениците и оние од власта особено, дека ова нема никакво правно обврзувачки карактер во себе, извештајот и да се донел, немало ништо да биде, за да забегаат во целата таа приказка оние кои што, нели, се против нашиот јазик, па саркастичноста на Желјасков, кој што меѓу другото одби средба со претседателката Силјановска, за да во своето образложение потоа каже дека мислеле дека Македонија сака да влезе во Европската Унија, а не во Вавилон, имајќи го предвид, нели, јазикот и символиката со сето тоа, но дали професор е толку правно необврзувачки, толку невино доколку еве се изгласа, веќе помина, тоа ги боли, но еве и доколку помине во Европскиот парламент, во извештај официјален за напредокот и во официјален документ, дали е толку невино тоа? Во оваа форма да си помине како што треба за Бугарија, бидејќи ги боли очигледно и тоа многу. Да, малку се контрадикторни овие ставови на суседна Бугарија. Од една страна велат дека тоа нема меѓународно правно обврзувачко дејство, што е точно. Меѓутоа, доколку е тоа така, зошто толку напори вложуваат за интервенција во тие текстови, дури беше најавено и посебно мислење на малцинството во однос на усвоениот извештај. Има посебен елемент кога малцинството може да остави свој анекс на усвоениот документ. Така што ако е толку неважен овој извештај и овој документ, зошто толку напори се вложуваат да се влијае на неговата содржина? Точно е дека овој документ нема влијание во оние конкретни формални чекори што ние ги правиме кон полноправното членство, почетокот на преговорите и понатаму евентуалното отворање и затворање на кластерите, поглавјата и конечната ситуација на пристапување на државата. Меѓутоа, имајќи предвид дека Европскиот парламент е она представничко тело и го представува гласот на граѓаните на Европската Унија, европратениците се избрани на директни избори, за разлика од оние бюрократи во останатите европски институции, пред се во Европската комисија. Кредибилитетот, легитимитетот на пратениците на Европскиот парламент е можеби најсилен од сите институции таму и оттаму се она што тие ќе го донесат и ќе го усвојат како документ има посебно значење за нас и во самиот Европски парламент најмногу доаѓа до израз оној елемент на единство на различностите. Затоа што во Европскиот парламент се застапени
представници на сите држави членки и представници на сите различни политички групации таму и Европскиот парламент е институцијата каде што па дури ако сакате и символично се слушаат сите јазици на Европската унија, на државите членки, документите се преведуваат на сите официјални јазици, така и во сите оние останати институции, меѓутоа богатството на Европскиот парламент е такво што слушајќи на пример сесијата на пленарната сесија на Европскиот парламент можеме да ги слушнеме сите јазици на Европската унија и доаѓа до израз она различност на идентитетите и јазиците таму, така што сметам дека онаа позиција на Бугарија дека ова не е некој многу значаен извештај или документ се побива со нивните напори да се влие на неговата содржина. Кој е според тебе поголем лицемер, Желјасков, кој што од една страна го напаѓаат нашиот јазик, а зборува за Вавилон? Мислам, приказката е токму малку Фројд очигледно работи кај нив или кај него, или од друга страна председателот Радев кој што вели како контрааргумент секогаш земјата која што 16 пресуди има за македонското малцинство меѓу другото, која што него негира јазикот, идентитетот, историјата, знаеме што се не, а тој удира на приказката на човекови права и вели таа земја која што не сака да ги исполни правата на бугарското малцинство, кој што се знаеме колку, 0,34% испадна според последниот попис, можеби и 0,034, но удира на моментот дека ние сме оние кои што ги кршат човековите права, за да не се лажеме од друга страна. Ние сме пример и за Бугарија, и за Грција, светол пример може да учат учебници да пишуваат според нас и нашето пишување да не бидеме егоцентрично на вистина. Значи, споредбено со нив, ние сме за нив, да не кажам што, а тие постојано не напаѓаат нас, особено Бугарија во последно време, за непочитување на правата на малцинствата. Бугарија, која што знаеме што прави со малцинствата, која што 84-та година исери еден куп народ во Турција, меѓу другото, турско малцинство, нели? Да. Не беше толку одам. Во оваа насока да споделам една ситуација. Пред повеќе години ние имавме посета на една академска делегација од скандинавските држави и едно од прашањата кои што ни ги поставија, престојува неколку дена, беше зошто Македонија предничи во заштитата на индивидуалните и колективните права и оди многу подалеку од оние стандарди што се воспоставени на пример со Европската конвенција за човековите права. И ние навистина немаме некој логичен одговор на тоа, освен дека самата традиција во Македонија на заштита на човековите права од секогаш била дел од нашата култура, затоа што никогаш не сме се чувствувале загрозени. Тоа е една од идеите, ако сакате идеалите, да се остави секоја етничка, културна, јазична заедница да екзистира, да ги збогатува своите посебности, без при тоа мнозинското население да се чувствува загрозено од растот и зачувањето на посебноста на помалите заедници. Така што доволно е само да ги споредиме сите оние документи кои што вие ги споменавте од Европскиот суд за човекови права, тука се извештаите, да не ги забораваме, од Американскиот State Department, историски, во континуитет, ние имаме голем број на извештаи на таа тема, како и од извештаите на оние бројни невладини организации кои што се занимаваат со заштита на човековите права. И Обединетите нации има повеќе извештаи на таа тема. Да. Така што сметам дека Бугарија се обидува преку обидот да се стави на дневен ред некаква заштита на човековите права, во суштина да ги зацкрие своите вистински интереси и побуди, кои што не се компатибилни со европските вредности и не се дел од критериумите за членство во Европската унија. Точно добрососедските односи се дел од критериумите, меѓутоа ние би требало да сватиме дека кога се работи за добрососедски односи се нешто што треба да се негува и од двете страни. Не значи дека ако една држава е членка на Европската унија, а соседната држава не е членка, дека таа што е членка по автоматизам е добриот сосед, а државата кандидат е лошиот сосед. Значи добрососедските односи треба да се покажуваат, докажуваат и од двете страни и кога се работи на пример на темата заштита на малцинствата или пак на човековите права, исто така кога се работи за ситуација кога
Како и секаде на Балканот, ние имаме етнички заедници што се доминантни во една држава, а малцинства во соседните држави. Во тој случај и на таа тема двете држави треба да демонстрираат подготвеност за заштита на човековите права на соодветното малцинство, кои што се граѓани на нивната држава, без при тоа секако да се прави тоа на начин кој што ќе се свати како мешање во внатрешните работи, што е забрането и со конвенциите, меѓутоа да се охрабрат определени процеси. И јас би бил многу среќен кога сите оние стандарди што се бараат од Македонија и од заедниците во Македонија, колку и да се тие малубрени, кога сите тие стандарди би биле аплицирани и на сите останати држави членки на Европската унија, особено оние кои што се на Балканот и кои што долги години се дел од Европската унија. Така што би било лицемерно и од страна на Европската унија и од државите членки од кандидатите да се бара нешто што не е стандард во државите членки на Европската унија. Кога се би било идеално со заштита на малцинствата, не само со македонското малцинство во нашите соседни држави, туку и во другите малцинства, во другите држави, со другите малцинства кои што постојат таму, тогаш би било сосема во ред од Македонија да се бара нешто што би било стандард таму. Меѓутоа, ние сме во ситуација кога Македонија е највисоко и отиде на најдалеку во заштита на човековите права и правата на заедниците, да не забораваме на сите оние механизми кои што постојат и на усвојувањето на законодавството, представеноста застапеноста во администрацијата, во соодветните структури и така натаму. Ништо тоа не се случува во ниту една од државите во регионот кои што најмногу протестираат на оваа тема. Дали всушност и бугарската загриженост не се должи само на она што се случува во Европарламентот, кој што кажа и самиот е олицетворение на демократијата, за разлика од действувањето на други тела кои што се многу по технократски настроени со директива од Европската комисија, да речеме, или било што, затоа што напати, иако тие действуваат како бирократи, апаратчици да не речам, но од време на време дали им се испушта или не сакајки или пак намерно ги кажуваат тие работи, кога Каја Калас беше кај нас, високата представничка за безбедносна политика, меѓу другото, да, кажа повторно уставните измени се, но каже една друга работа, дека постојат механизми за одглавување на овој ќорсокак, но не би сакала да ги соопшти. Верувам дека по реакциите потоа бугарите помно следат дека ја испокарале, па нели ќе промени лентата, ќе каже нешто друго. Истото се случи со Марта Кос, која што исто така уставните измени, но што рече време овој билатерален спор да се реши преку преговори меѓу Македонија и Бугарија да седнат на една маса и да го решат. Што, меѓу другото, го крши тотално бугарскиот аргумент дека ова е спор на Европската унија, која што, нели, тие го кажуваат тоа не е Бугарија да го бара, туку кажа дека е билатерално и да се седне на маса и тие велат, какви преговори, немаше да се преговара, па вие прифативте. Значи, тотална разлика на она што се зборува, иако и неа ќе ја искараат потоа бугарите ќе, нели, се јават таму кај што ќе се јават и таа можеби пак ќе смени лента. Но ова доаѓа од некои луѓе кои што во минатото, особено од Европската комисија, тие бирократи, не им се случувало, а многу тешко и се случува, имајќи предвид за каков калибар на луѓе зборуваме, таму нема случајности. Дали ова е дел од таа голема загриженост на бугарите која што е од шебина и се гледа не од авион, туку од Марс? Формален механизам со кој што може да се надмине ветото навистина не постои. Меѓутоа, знаејќи ги сите оние процеси внатре, меѓу институциите и пред се меѓу државите членки, не е тајна дека останатите држави членки, пред се повлијателните, имаат начин како да извршат влијание врз една... Да пие кафе. Тоа беше, да, често пати се споменува таа ситуација, меѓутоа секогаш внатре во институциите на Европската унија постои едно, да го наречеме, една трговија со интереси, како и во сите други меѓународни организации. Така што поддршката за еден став, за една одлука, за една политика, често пати значи дека државата која што ја поддржала ќе се обиде да добие нешто за себе во некоја друга политика и во некоја друга ситуација. Така што во таа трговија Бугарија има многу што да изгуби и истовремено има многу што да добие. Неодамна ние сме сведоци, Бугарија е стана дел од Шенген зоната, сега веројатно ќе стане и дел од еврозоната.
Тие одлуки се засновани на проценките кои што ги прават европските институции и треба да бидат усвоени со согласност од сите останати држави членки. Така што тоа е една ситуација кога државите членки можат да влијаат. Да не забораваме дека Бугарија е држава членка рамноправна со останатите, меѓутоа не е една од државите кои што е водечка во Европската унија и не е една од државите која што буџетски гледано повеќе придонесува отколку што искористува од европскиот буџет, како што се например скандинавските држави или некои од западноевропските држави. Така што полето за влијание врз Бугарија е секогаш многу поголемо отколку врз некои од државите кои што имаат свој поголем и политички и безбедносен и економски придонес во заедничките европски политики. Јас сметам дека и поголемите држави членки веројатно размислуваат за некаков план Б. Тоа беше формулацијата што беше употребена тука од високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика и она што го споменавте во однос на потребата за билатерално решавање на овој проблем. Бугарскиот аргумент е дека тоа е европска позиција и секогаш кога имате ситуација каква што е нашата, Бугарија е членка на Европската унија и таа е дел од масата каде што се одлучува таму, а ние не сме дел од Европската унија и се одлучува за нас и за нашата судбина без ние да сме присутни на таа маса, како што вели една изрека од традицијата, историјата на меѓународните односи, ако не сте дел од масата, каде што се сите други држави, тогаш веројатно сте дел од менито на таа маса. Да. Така што во конкретниот случај Бугарија максимално го употребува и до некаде, може да се каже, го злоупотребува тоа што е членка на Европската унија, тоа што е таму кога се одлучува, седи на масата кога се одлучува и има право на глас. Ние имаме своји пријатели, своји сојузници кои што во континуитет не поддржуваат, меѓутоа тие наши пријатели и сојузници сепак не можат да го постигнат истиот ефект кога ние евентуално би биле на истата маса и би биле држава членка на Европската унија. И овие изјави и на високата представничка и на комесарката за европроширување во суштина покажуваат дека и кај нив постои една свест дека ова прашање треба да се затвори билатерално. Затоа што доколку ние со Бугарија се договориме за начинот како да го надминеме овој спор, останатите држави членки на Европската унија и институциите ќе се согласат со тоа. Ниту една друга држава членка на Европската унија во конкретниот случај не се занимава со овие историски прашања кои што ги обтваруваат нашите билатерални односи, така што она што ќе биде договорено со Бугарија ќе биде прифатено и од останатите. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме и за ХАГ, за НАТО самитот, буквално кажано, милитаризацијата, буквално милитаризација и на Европа и на светот, кон што води тоа. Во вториот дел сме повторно со професор доктор Васко Наумовски, се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е професор доктор Васко Наумовски. Професор, зборувавме во првиот дел за Македонија, Бугарија, односите Европската унија. Во моментот се случува нешто во ХАГ, зборуваме за НАТО. Во овој случај имаше средба, кратка средба на председателката Силјановска со председателот американски Доналд Трамп. Тука беше и министерот Муцунски, беше министерот Мисајловски. Не си намигнаа како што тоа се случи со Заев, например, и слично, но еве во ХАГ се одлучи 15% од буџетите ќе оди за одбраната. Светот се милитаризира. Што е, на каде оди работава? Ова е превентивно или не дај Боже во полошата насока? Она што го видовме во изминатите години со избивнувањето на војната помеѓу Русија и Украина, во суштина ја изведи на виделина она неподготвеност на државите од Европа, кои што се и членки на Европската унија и на НАТО, за еден ваков предизвик безбедносен, би рекол, најголеми размери после крајот на Втората светска војна. Да се потсетиме само на сите оние анализи кои што доаѓаја, например, од Германија за состојбата на нивната одбранбена структура и вложувањата кои што тие ги најавија во наредните години, како и од други држави, кои што се доживува како војно најмоќните држави во Европа. Така што
таа војна и таа криза таму имаше еден отрезнувачки ефект врз државите во Европа, дека безбедноста не е нешто што треба да го земеме здраво за готово и не е нешто кое што ќе постои без при тоа да се потрудат државите да ја заекнат истата. И нема секогаш некој друг да ве брани. Истовремено, да, тоа е вториот елемент, дека особено после доаѓањето на власт на претседателот Трамп во Соединените Американски држави се изгледа наведена и таа состојба, дека Соединените Американски држави нема секогаш безрезервно да ја гарантираат безбедноста на Европа, во ситуација кога самите европски држави издвојуваат многу малку за својата одбрана. Со исклучок на некои држави, ми се чини дека Полска е на врвот со придонесот во одбранениот буџет од нешто над 4%. Еден добар дел од европските држави издвојуваат и помалку од 2% од брутодомашниот производ за одбраната, нешто што сега со години некој нема платено ништо дури, да. Македонија е добра, има 2,2, ми се чини последните податоци се такви, што значи дека безбедноста на Европа не е нешто кое што може да постои без да се инвестира во одбраната. Европа како да залегна во еден комфор изминатите децении, знаете, има еден концепт разработен некаде во 70-тите години, дека секогаш лошите времиња создаваат добри луѓе и силни луѓе, силните луѓе создаваат добри времиња, добрите времиња создаваат слаби луѓе и тие слаби луѓе ќе создадат повторно лоши времиња, што го опишува оној циклус на развој на општеството и цивилизацијата, ако сакате, и Европа од континент каде што постоја на вистина силни лидери во минатото, кои што се темелеа и нивното искуство се темелеше на рушевињето од Втората светска војна, ако сакате, се претвори во еден континент на слаби лидери, држави членки и на Европската унија и на НАТО, кои што имаат еден, да речеме, недостаток на јасно лидерство, на јасна визија и храброст, ако сакате, и кои што не се подготвени да ги водат и своите држави и Европа во иднина, односно не се подготвени да се соочат со предизвиците со кои што се соочува Европа денес. Така што сметам дека оваа криза, ако можеме да бараме нешто позитивно во неа, е тоа што таа изврши влијание европските лидери да се свестат дека Европа треба да издвојува повеќе за одбраната. Настрана сите оние апели кои што доаѓаат од Соединените Американски држави со години наназад и претседателот Трамп во својот прв мандат, едно од неговите барања кон сојузниците во НАТО беше да се издвојува повеќе во заедничкиот буџет, односно да се издвојува повеќе за одбраната, со што ќе се зајакне заедничката одбрана на НАТО структурата. И сметам дека после овој самит, иако тука има определен период до кога треба да се достигне таа бројка и дел од таа бројка ќе биде издвојуван за останатата структура во одбраната, не директно за набавка на оружје и опрема, сметам дека е нешто позитивно, нешто што ќе ја зајакне Европа на еден краток рок, колку што е тоа можно, и ќе влијае обесхрабрувачки на сите оние структури, сили кои што сакаат да ја загрозат безбедноста на Европа и на НАТО алијансата. Војната во Украина веројатно се ближи кон својата разврска до крајот на оваа година, според некои претпоставки. Она што сега се случува на Блискиот Исток, навистина представува една досега невидена ситуација кога практично се согласија на примирие двата лути непријатели Израел и Иран со посредство на Соединените Американски држави, но верувам дека предизвиците кои што стојат пред Европа и од регионот на Блискиот Исток, меѓутоа и од Исток, односно од Руската Федерација, нема да престанат да постојат, така што одбраната на Европа е нешто на што треба да се посвети повеќе внимание, повеќе напори и поголем буџет во наредните години. Мислиш дека повторно ќе се доведе во фаза на замрзнат конфликт и Израел и Иран или она што го направи претседател на Соединените Американски држави, навистина не го направил ниту еден претседател претходно. Постои една
една анализа во Соединените Американски држави дека Блискиот исток и политиките, потезите што ги влечат американските претседатели таму се своевидни гробишта за американските претседатели и сега се анализира дека претседателот Трамп ги избегнал тие гробишта, фигуративно кажано, политички. Затоа што надворешната политика која што води САД не може да значително да го подигне рейтингот на американскиот претседател, но може сериозно да го наруши доколку потезите не се како што треба. Она што го направи претседателот Трамп навистина придонесе и за заегнување на неговата улога и внатре и во однос на сојузниците, а особено на Блискиот исток и сојузниците што САД ги имаат таму, така што верувам дека она што представуваше најголема опасност, а тоа е евентуалноста, можноста за создавање на едно нуклеарно вооружување во рацете на режимот во Техеран, за сега не е веројатно, односно е одложено на одреден временски период. Дали во тој временски период ќе се премине кон определена состојба на внатрешни промени во Иран, веќе има некакви најави дека се подготвуваат некакви процеси такви, дали ќе успеат или не, ќе видиме, со што Иран би се вратил на ситуацијата од пред повеќе од 40 години, кога беше една од државите која што беше сојузничка со, би рекол, и цивилизацијски многу поблиска до европските држави, до Соединетите Американски држави. Израел, од друга страна, во изминатите 2 години покажа дека може да ја повтори историјата, пред се историјата од 1967 година, паралелно да води битки, војни на повеќе фронтови и да победува на истите. Најпрво елиминирајќи ги сите оние сојузници на Иран, Хамас, Хезболах, хутите во Јемен и се доведе во ситуација директно да се соочи, да се сукоби со иранската одбрана, секако поддржана од Соединените Американски држави, што покажува дека Израел после оваа ситуација излегува далеку помоќен, повлијателен во регионот на Блискиот исток. Благодарам што беше со гост. Благодарам јас. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.